Надвор плюс 40, внатре можеби и плюс 50, без клима. Скопјани почнаа да се онесвестуваат во градските автобуси. Патник колабирал во Ѓорче Петров пошто интервенирала и итната помош. Слична ситуација имало и пред некој ден во Автокоманда. Автобусите доцнат, па на постојките се чека и до 1 час, а некогаш и повеќе, а кога ќе влезете внатре преполно. Дополнителен проблем е техничката неисправност на најголем дел од возилата. Чашата ја прелие излетувањето на автобусот со број 2, кој заврши во Жардинјера, најверојатно поради неисправен волан. Основното јавно обвинителство веќе оформило предмет и презема действија за испитување на случајот. Согласно наредбата, во присуство на вештото лице, ќе се изврши проверка на исправноста на автобусот. Дадени се насоки да се извршат и разговори со лица кои имаат сознание за настанот. Возачот Ферзи Арифи, кој го управуваше овој автобус, тврдеше дека до ЈСП веќе подолг период тој и неговите колеги пријавувале дефекти и дека наместо возилата да бидат поправени, нивните барања биле игнорирани. Жал за патниците, ама вакво нешто не може. Доста више со партал возила да убиваме патници што не се виновни. Ова не... Директоре, нема оправдање на вас од тебе се Не, ми е жал. Вие сте нов, ете, вие нов. Не барам оправдување. Ама што треба да чутиме сега комисија? Пред да ми се случи, јас слушав дека пукна на воланот нешто и ме повлече ја да се качам тамо. Ова прват ми се случи. Јавното сообраќајно предпријатие располага со околу 300 автобуси, но околу 20% од нив се целосно неисправни, па седат во гаражите на ЈСП. Дел од оние кои се во сообраќај пак имаат поситни дефекти како расипани трепкачи или светла, кои сепак сериозно ја нарушуваат безбедноста.